Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Прогласената епидемија на непотизам алармантно се шири додека институциите спијат. Два нови случаеви заразени со епидемија за непотизам во Неготино, а власта се уште молчи како всушност се заразиле. Почитувани, дека непотизмот не е еден случај единствен, туку е начин на работење на СДСМ, говори примерот со пратеникот на СДСМ од Неготино Ристо Ташев, чија што сестра Катерина Јорданова се вработила во основното училиште Страшо Пинџур. Прашуваме, кој е критериумот според кој токму сестрата на пратеникот од СДСМ е вработена, а не некој друг? Сигурни сме дека не била единствена за таму и сигурни сме дека во огласот не пишувало во делот на критериумите, потенцирам да биде сестра на Ристе Ташев. Почитувани, нов ден, нов пратеник од СДСМ заглавен во непотизам. Страшно. Да подсетим и дека во Неготино градоначалникот Тони Делков, избран од граѓаните на Неготино, ја вработи сопругата Надица Делкова во основното училиште Гоце Делчев, кој е директно под неговите ингеренции. Што уште треба да кажеме за ЗАЕФ и СДСМ да признаат дека јавниот сектор го претворија во семејно партиска фирма во која се вдомуваат најблиските роднини. И тоа за жал на сметка на граѓаните кои остануваат без екзистенција и без можност за вработување и секојдневно тонат во сиромаштија. Јавноста со право се прашува колку државни пари се одлеваат во семејните буџети на функционерите на власта и уште колку нивни роднини станаа вработени во државни фирми, институции, агенции, управи, општински органи и слично. Или обратно да прашаме, уште колку роднини на функционерите останаа невработени за да се вработат и тие. Сигурно, верувајте, се бројат на прсти. Лажниот концепт на ЗАЕФ, живот за сите, јавноста го виде на дело. Тој концепт се претвори во живот за раководството на СДСМ. Граѓаните, а посебно поддржувачите на СДСМ, сватија дека овој криминален картел на власт гледа само како да ги вработи своите сестри, мајки, браќа, баби, дедовци, внуки и сите останати на врхушката од власта. А тие, на кои нема да им вработи ниту еден близок, ги дарува со грантови, тендери или јавни набавки секојдневно без срам и перде. Ова граѓаните ќе го казнат на предстојните избори, затоа што само гласањето против СДС е лекот за оваа епидемија која што се шири секојдневно. Благодарам.